А сега, професоре, предвидено е да поразговараме малку. Јас знам дека не ви беше добро, но вие секогаш во животот, некако во најтешките моменти, собирате храброст да продолжите натаму. Така ви се случи пред Змејовата невеста. 3 пати вашето срце сакаше да откаже, ама вие 3 пати како Феникс се издигнувавте. Така и денес многу ми е мило што сепак дојдовте тука и дека нема настинката да ве спречи да поразговараме. Јас, како и сите разговори од самиот почеток, ќе ве прашам, видовме некои фотографии дека музиката е присутна уште од најраното детство. Вие многу пати сакате да кажете дека таа дошла многу природно и од двете страни на Радовишката река и дека сте акумулирале и едноставно не можело да биде поинаку. Можете ли накусо да ни кажете докаде ви досега паметењето, кога прв пат ве фасцинира тој звук што не е обичен шум, туку е музика? Убавина беше на детски години, на млади години да се слушат селски девојки како пеат, гајдите како свират и обичаите како се реализират. Тоа беше таа основа, таа база што на почеток кога почнав да работам, да учам, да студирам композиција, не бе свесен, не бе свесен, не бе в намера да бидем, не бе в намера дека тоа ќе биде баш фолклорот, затоа што тогаш на Белградската академија имаше доста композитори како Крањец, како Мило Миловиќ, како и други таму, каде што они создаваа на база на музичен фолклор, така да некој низ тие хорски песни, низ тие хорови, учество на хора и скорсто пење, некој порека почна се кристализира кај мене стилот на создавањето. А поготово јас секојаш сакам да се сетам на мојата увертира, тоа беше дипломска работа за симфониски оркестар, каде што не сум свесен, искрено не сум свесен како дојде до тоа, но за лајт мотив, за тема, ми се погоди да земам песната што ја пееше мојата мајка. Тоа е вака доста трогателна песна, како Ѓорѓе останал младовец, па се жени, па поповата Ленче не ги стакал децата, па децата ги погубили и така натаму. И секоја пење мајка имаше така еден многу интересен глас, така лирски, еден тажен глас. И секој што кој тя пееше таа песна, јас плачев, искрено. И сега сум вознемирен. Тоа беше, и дори што е најинтересно, не е толку дека како песната се земе. Јас таа песна дав во бас кларнет. Знаете на бас кларнет, тоа е еден од најдлабоките инструменти во симфоничниот оркестар, покрај контрафаготот и контрабасите и друго. Мислам дека и тоа не беше случајно. Оттуку суштина почна трансформацијата на елементите на фолклорот кој стана составен дел на моето творештво.
И од тука почна целата работа, мислам на студиите. Инаку, како да кажа, познат како пејач. Мене стално го зборам тоа. Кога бев многу мал, пеев, што знам, пеев. И беб ме вика, аз стојам пејач, песнопоец. И може би тоа ме натера и ме поттикна наставник во средна школа, во основлетката, тamo беше некаде 6-то одделение, кој ме рече, ти ќе учиш музичка школа. Толку требеше. Во 56-та година, ќе се сетиме сите, кои беа времињата, кога требаше да се дојде од Подареш, од селото, да се студира, да се учи средна школа во Скопје. Така речите, немаше шанси. Прво финански не беше како што треба, не стоевме добро, а друго што многу далеко. Пешки требаше да до Радовиш, па автобус и така натам, па возови. Значи беше многу тешко да се оди и татко им ме разобедуваше и мајка ме разобедуваше, меѓутоа кај мене желбата е била посилна. Јас со еден роднина мој се договоривме, ме зема, без да знаат тие, ме донесе во Скопје, положив пријаен испит и така тргна мојот пат. И тогаш се најде еден втор татко, Илија Николовски Луј, кој ве зема под свое, во секоја смисла на зборот, ви пружи рака. Тоа беше интересно, кога ме донесе веќе татко ми, кога решија, кога вида дека јас ќе тргнам, ќе учам музичка школа и ќе бидам во Скопје, татко ми донесе, а професорката Мишченко, која беше класна, она беше многу млада, што кога дојде во академија, девојка, и татко ми вика, професорке, вие сте и татко, вие сте и мајка. А она вика, па како вика да бидам мајка, јас вика, и јас сум вика млада, не може да бидам мајка. Па вика, како сакате, така, вика, вие сте татко, вие сте мајка, и толку беше, ме остави, и така тргна тие работи. Мислам, тоа, тие почетни години. Иначе се до Илија Николовски Луј, тој многу ме сакаше мене. Тој наистина сакаше мене, уште од дете некој ме, јас мислам, уште од првите години, бев многу балечок. Може да тој ме засака, професорите ме засака. Јас бев доста амбициозен, сакав да учам стано музика, прво свирев биолина, па после клавир, дипломирав клавир, но може би тоа и така, солиден ученик бев. И може би за тоа ме засака бени професорите. И кога Властиве Николовски, кога откри дека јас добро ставам полифонија, дека добро ставам хармонија, солфеж немаше проблеми никакви, и така натаму тие стручни предмети што се, немаат проблеми, Власто вика, ти ќе учиш композиција. Тој ви ги даде првите часови, тоа што чинам дека денес недостасува порано, ги лоцира најталентираните уште во средношколските денови за да продолжат натаму со студиите. Тогаш Власто учеа Ристо Аврамовски, Стојчо Тошевски, покасно го зема Димче Николевски и на крајот Това Манчев. Јас бев меѓу, така не бев прв, оти Ристо почна од средната школа, јас почнав само за приемни испит работеме со него, меѓутоа некако поминав на приемни испит во Белград, тоа беше многу тешко, не беше едноставно да се помине. Јас што ги напишав тие миниатури, го поминав тој испит и благодарение на моите професори, кои беа не само професори, тоа беа родители. Миленко Живковиќ многу сакаше македонците, не знам зашто, многу сакаше македонците. И кој му рече Власто, тоа дете ќе го земеш ти, ама Власто не е спремен, вика он тек на почетокот. Ако професор ќе го земете вие него и ќе успее да направи што треба да се направи, да резе програмата. И така беше таа работа со професор Миленко Живковиќ. После неговата смрт кај професорот Енрико Јосеп, еден исклучителен интелект, еден исклучителен човек, евреин по потекло. Тој не знам дали беше поголем филозоф, дали беше поголем астроном, астролог или композитор. 3 години завршил медицина со просек 9-10, отиде на музика. Ето тука се најдовме некаде ми рече, ти Стојане волиш музику. И така беше со него и така работевме доста со него и
испадна канео да дипломирам, да? Но и самиот амбиент, таму не беше само тој професор, туку сите оние Па луѓе беше кои што тоа, стојат да. на се уште на учебниците по музика од различни Знаете што? области. Да, ние имаме среќа да имаме прекрасни професори. Тоа беа професори кои се школуваа, кои во Прага, кои во Берлин, во Лајпциг, кои во Париз, кои во Москва. Тоа беа, да речеме, еден Душан Сковран, гениален диригент, одличен, предаваше музички форми. Еден Власимир Перичич, гениална личност. Тоа навистина, јас предав полифонија, тој предаваш полифонија, тој има толкава книга направена за полифонија, се вика вокална инструментална полифонија. Таква книга нема направена до сега во свет никој. И замислете бе, кај тој човек вака да слушате часови, кај Марко Тајчевиќ исто така слушав часови. Не е само академската средина, професори така? кои навистина беа светски луѓе. И не само академската средина, туку вие бевте активни во хоровите, што се одрази подоцна во вашата дејност. Остави неизбришлива трага во афинитетите. Па сигурно ме носила таа желба за пеење и тоа што сум пеел секогаш. Ме носеше тоа и јас така почнав прво со мадригалисти, па после некој се најде во Радио Белград, во хорот, па некој се најде во Красмановиќ, па после кој дојав тука по хоровите, па ко репетиција, па диригирање и така натаму. Дури со Коча Рацен диригирав на еден меѓународен надпревар Шегици, тоа во Горица. Не земавме награда, нормално не земавме награда, не бев јас диригент, нели? Меѓутоа, убаво се пласиравме. Така да, значи, целата таа желба моја што е била и да диригирам, и да пеам, и да пишувам, и да свирам клавир, сето тоа се совпадна заедно и ми помогна на мене во мојата лична градба и како автор, како творец, и како музичар, а Бога ми, особено како професор. Тоа сакав да ве прашам, имавте среќа да растете, да се развивате покрај Илија Николовски Луј, тоа е личноста која што ги изгради првите кадри, музички кадри, им даде шанса да пробаат како е тоа во педагогијата, со доверба. Потоа учевте од големи педагози и самите зад себе имате генерации педагози. Јас во овој осврт набројав во сите сфери на делување, така што мислам дека е многу поважно творештвото се слуша, но ајде за музичката педагогија, тоа не се гледа, освен ако некој не го забележи, не спомене, можете да кажете имиња на кои што сте горди. Јас, кога бев војник, пред крај на завршување на војската, таму бев близко до училишето и се одев во школото и Луј беше тоа што формираше академијата, беше 66-та и 67 година, 68 година, 66-67 се формира академијата, професорите отидоа на професори на факултетот и имаше место и Луј ме покани мене да бидам професор таму. Норма ми предложи, јас прифатив, бидејќи немав работа, прифатив и од тука почна, тогаш беше интересно. Тогаш не беше како сега професор, па се може да предава. Тогаш бевме бирани на предмети. Да речем, јас на конкурс бев биран на музички форми, хармонија и полифонија. Контрапункт, тоа се викаше. Значи, бевме бирани. И секој професор си беше биран како на факултетот што беше тоа. Сега не е тој случај. И беше околноста, беше многу стрикна. Знаете, после еден Властер Николовски, Зографски, Шуплевски, да дојдете, они беа стварно, секој во својата област беа изворени, композитори, теоретичари, хорски диригенти и така натаму. После нив, као млад професор, што па и не бев млад, јас имам 30 години искуство, нели? Тоа искуство ми помогна на мене да поминам таму. Тука мене перипети кои беа, но не се тие толку важни. Ќе ги оставиме во тој третиот дел, ви подготвувам за перипетиите да ве прашам нешто повеќе. Но во секој случај беше среќа што бев јас со тие колеги, што бев со нив и имаше на кого да се
огледам. Значи, учењето е една работа. Ама да се огледате на еден професори кои се стварно високи професионалци, кои се изворени композитори, како Власер Николовски, тој е за мене еден од најголемите композитори во Македонија. Штета што не ги забораваме тие луѓе. Исто така Зографски, среќа што Зографски е ова Фондацијата се грижи, да. И така да тој живее, нели, власно, не Скаловски, не Прокопиев. И забораваме, тоа не че Штета што немаме легати како што има во соседните земји, што мора на тој начин да се негува минатото. Да име тоа, но како што гледате се полоши и полоши, тие беа години, колку образованието си беше наред, мислам си беше средано, кога програмите беа изворени, кога немаше забушавање во програмата, мора се реализира програмата, беа добри програми, после сите амбициозни, ви кажам, јас тогаш пишувавме фуги со студентите, може да замисли учениците. Може да замисли да се оствелам јас со деца од разни социјални средини, тоа да пишува фуга. Но, тоа беше амбиција. Сакав децата да ги научам. Сакав децата да знаат што повеќе. Тоа не се фуги, не знам какви, не беа тоа не знам какви композиции. Меѓутоа, они елементите на таа форма мора да знаат. После веќе на факултет беше сосема поинаква работата. На факултет они имаа програма да завршат фуги или тамо музички форми или аналитичка во харвардски анализи и така натаму. Како ви е сега чувството, ми паѓа на памет кога ваши студенти анализираат ваши дела и пишуваат трудови. Имено јас консултирав сега литература Хаџи Василева, Невенка Трајкова, црпев од таму информации. Некогаш ве фаќа трема кога некој студент ќе земе ваше дело, анализи, кога ќе ви открие неоткриени созвучија, можеби грешки, превиди. Не ме фаќа трема, туку ми ги наоѓаат грешките. Се случува да ми ги наоѓаат малку грешките. Малку и вам да ви ги наоѓаат грешките, вие не ги наоѓавте нам. Сакам ова да го потенцирам заради присутните и заради самиот себе. Мојот начин на предавање, знаете вие, нели? Мојот начин на предавање беше секоја лекција со илустрирана со на табла пишување, директно. Нели? Да. Така беше. Ако беше мотет, ако беше фуга, од кантус фирмус. Што да беше мадригал, тоа беше мој систем на работа. Се случуваше во таквите ситуации, случуваше некаде да сгрешам. И им беше најубаво се чувствував кога студентите ќе ја најдеа грешката. Така да, јас не ги учев само да работат, само да научат, него да ги научат и грешките, да видат дека и професорот може да сгреши. Некојаш и намерно ги провоцирав, нормално е тоа, нели? Но беше. За жал, сега не гледам таква амбиција кај колегите, нека им простат, не гледам таква работа. Нормално, таа одраст на времето, што да кажеме. Сега да ве прашам за творештвото. Се чини дека во голем процент вашето творештво, односно стиховите, поезијата се присутна. Но тоа е еден вид на, како да кажам, повторно е фолклорот виновен за присуството на поезијата во вашето творештво. Вие соработувате и приватно, се дружите со поетите, но тоа е затоа што имате посебен пиетет кон нив, кон поезијата. А бе брзо и пријателството. Значи, пријателството ме брза преко нивите јавниот стих, а стихот ме брзува пак исто така со нив. Јас сум пишал на повеќе автори, речеме, имам на Михаил Ренџов, имам на Матеја Матески, имам на Гане Тодоровски, имам на Славко Јаневски, имам на Ацо Шопов и уште, колку да ги редам така, повеќе тоа се од уметничкиот дел на поезијата, а што не се отнесат до фолклорниот дел, знаете што гениален е народниот творец. Гениален е, он е недостижен. Он ги брусел просто стиховите и мелодијата. Значи се совпадне една мелодија со стихот, тоа треба добро да биде изработено. Добро, нормално, тоа го прави времето, нели?
низ времето и песната се бруси, низ разни пејачи, станал се поува и поува, и таа академска македонска песна е бисери за тоа, не е тоа песна. Се бисери. Јас да ви кажам, кога слушам на убава песна и убава пејачка, јас комплекси добивам. Навистина, иако самиот сум пејал и да речем како добар пејач, меѓутоа кои слушам младите луѓе кои пеат убави песни, што да ви кажам, викам, па можеш ли овој народ да создаде такво творештво, такво богатство? Да не зборувам низ поезијата народа, да не зборувам низ гатанки, да не зборувам низ се друго што создал народот и се тоа што е колку толку собрано, за жал што не е дигитализирано, за жал што е секаде некаде растурено по некои подруми. Еве ова композиција што е тука, тоа се псалмите, нема видео снимка. Може да кој е однос кон творештото. Бесен сум да ви кажам на состојбите што се случуваат сега, не само заради музиката, заради многу работи. Едноставно не се земат професионалци во телевизија, во радио. Што прават? Па телевизија не само камера да снима некој политички настан. Камо играна програма, камо детска програма, камо нова продукција. Нема нова продукција. Еве, Денот на македонска музика, да ви кажам, ја знаете, на времето, не само кога бев јас селектор, него беше селектор и беше Ристо Аврамовски, беше Сотир Голабовски, беа Гоце Коларовски, беа повеќе. Тогаш ние немавме глава, не можехме да дигнеме од телевизиите. Секоја вечер бевме на телевизиите. Сега погледнете. Нито една телевизија не е заинтересирана да сними еден концерт од Денот на македонска музика, а има прекрасни концерти. А има млади автори, не само тоа млади автори, тие автори треба душевна храна, тие автори треба да се афирмират. На тој начин тие ќе почнат да ќе работат, ќе компонират, ќе создават. Почнавме да ги критикуваме медиумите, ајде сега институциите. Не можам да верувам зошто во македонската опера и балет толку ретко се застапени македонските дела. Значи не зборувам само за вашите, колку години поминаа вие да ги поставите. Тука е Лидија од Македонија на Ристо Аврамовски, Гоце Цар Самуил на Кирил Македонски, прекрасниот Лабин и Дојра на балетот. Значи дури и Лепи Сол, односно Будани Владко со Зодијак, Олга Милосављева, толку кореографии оставени. Зошто македонските дела не се на редовен репертоар, не повремено? Вие ме познавате, мене јас не е својствено да критикувам, него затоа па сакам да укажувам. И во секоја згодна прилика јас укажувам на тие работи, некој ќе ги напише писменце некој ќе вака во разговори ќе го кажам, мета се тоа ќе го кажам некако ветер да оди. Замислете вие како по некој закон да е, не знам како да го наречам, македонска опера само 3 пати се даде. На Ристо Аврамовски, Лидија од Македонија, само 3 пати се даде. Замислете колку кошта таа представа. И дори на времето министерство на министерката вика на времето, викам слушате, толку сме ние богати кај едно дело со толку инвестиции во тоа да вложени, толку пари вложени, да не зборувам уметнички труд колку е вложено сето тоа, викам, само 3 пати да би изведен. Еве, мојата опера исто така 3 пати се изведе. И толку се забора. Но и помалите дела, едно време прочитав некаде го пофаливте Васил Атанасов дека на секој концерт на изоставни има македонско дело. Да, сега е малку поразлична состојбата, се изведуваат нашите, но сепак не па да ви кажам, само на деновите на македонска музика, онака интензивно. Еден од пореките изведувачи кои изведува на вистина македонски дела, поготоа надвор кој тоа е Васил Атанасов. До јас сега тука ни е и Симон Трпчевски, јас мислам дека го видов, тој последно на големо ни ја прославува македонската музика и автори. Да, тој ни изведе секаде, поготоа мојата сната за обоа, моја некој репертаж со композиција и не знам каде што не ја свирел. И на крај малку ми се подналети деновиве. На тие јас пак не ми требаше на мене. Индикатива малку уметница, зашто ние имаме протокол подпишен со нив, нели со уметниците на секој концерт да имаме македонски дела, поготоа на музички свечености, нели ова. И јас таму најдов двајца автори
колеги убави, добри колеги, убави момци, се трудат да пишат композиции. За мене тоа не е тоа. И аз се вика, па доста ти изведував тебе, вика, дај други нека да изведуваме. Тоа беше тоа. Добро, се случува и тоа. Вие порано и детските фестивали знаеме какви беа. Ги придружуваше ревискиот оркестар на Македонската радио и телевизија со половина филхармонија. Сите македонски поети пишуваат детски песни, сите македонски композитори пишуваат детски песни. Нивото автоматски беше многу високо. Имавте и вие бевте застапен. Тоа беше времето на романтизмот кога никој не бараше пари за пишување и композиција, ните некој бараше пари да го строи хорчето. Не тука Джамбазов. Джамбазов те подпишува детски песни на славечето, он скршена пара да зема тоа. Да не зборувам дека тој правеше и аудиции, правеше и ги бираше децата, што се не се правеше дека. Тоа сите ние пишувавме, многу пишувавме. Бевте во комисии, автор сте и на учебник по музичко за 7 одделение, колку што знам. Зашто? Во една прилика на радио беше со така новинарот по радиото. И му даде биографијата моја, ако сега кај тебе што. Му дава биографијата моја и он ја гледал, ја читал. И само вика, добро е човек, кога стигна, вика, се тоа да го направиш, да го работиш и вика толку да напишеш. Викам, искрено не знам. Искрено не знам. Многу тоа време сум пишувал, затоа што бевме многу активни, да ви кажам. Активно министерство, у тоа што сега треба за ова. Активен на Опатска трибина, член на трибината. 10 години аз бев член на трибината на програмски одбор. Значи да се направи селекција на композиции овде, па да не се повреди никој, да не се навреди никој од композиторите. Па Струшка музичка есен, еден сте од главните иницијатори, така на таа. За која? Струшка музичка есен. Струшка музичка есен, па не сум Струшка музичка, се беше многува манифестација. Таа беше Голабовски беше иницијаторот и тоаш беше Мошин заедно со него. И Властив Николовски ги направи една изворена манифестација. Тогаш почна да се размислува повеќе на наше духовно творешто. Тие беа така изворени медијависти. И во еден момент прекина тоа која беше тогаш во Струга 2001 која беше, не знам, верче га слушаш, 2001 беше тај некаде. Тука беше кога не можеше Струга се одржи Струшка музичка есен, па ние не одржавме таму, па 2-3 години паузираше и после викаме, сега ќе ја направиме и така ја направиме. Но, учествувавме во организацијата, редевме пултеви, редевме ноти на оркестарот, се прави. Имавте увид во развојот на музичкото образование, некако постоеше систем на сите нивоа. Сега морам да забележам дека е се девастирано. Ве прашуваат ли за совет? Многу од музичките педагози си замина, еве професор Цанев. Што се случува со програмата за онлайн настава? Што да кажеме повеќе? Има ли што да се каже повеќе? Еве, деноеве слушаме, денеска, вчера, слушаме што се случува. Не може да е систем, не може да поддржат систем. Значи, ако тоа не можеш да го реализираш, да го тие деца, да ги прибереш тие деца, да најдеш начин како да ги прибереш деца. Зар не може на ливо да се направи школа? Зар не може школството да се направи часови? Деца да бидат заедно. На ковидот е тоа е така се, што да правиме? Тоа не најде, цел свет не најде. Тука. Неко ствар, навистина тоа не, тоа не е брака, да не кажам, не осакати. Меѓутоа не е само тоа. Не е само тоа. Има многу лоши програми. Еме професори, еме тука, знаат тука кои се програмите на основните школи. Последно време, да ви кажа, аз бев на замена, не замена, него така, на година бе визитин професор во педагошки факултет во Штип. Да не ви кажам, јас и тука во Скопје, дека во школите, на факултетите, најлошите студенти оде на педагошки факултет. Најлошите ученици оде на педагошки факултет. А тоа педагошки факултет беше, вака, да завршам само. Каде ни е паметот? Тоа е најважна работа. Педагогот е огледало на друштвото. А на што се должи немањето студенти по композиција? Мислам дека деновиве сме сведоци. Бранка, јас сум доста време одсутен. Доста време сум одсутен. Малку ме фаќа така и се вика и Јанза, зашто нема млади колеги.
Меѓутоа, Слушнав 2 дека години катедрата ние е немаме, во 2 години мирување немаме денес, класа по така. композиција. Какво е тој факултет да нема класа, а име колеги композитори, добри композитори кои може да предават. Како тој факултет да нема катедра по композиција? Да има катедра по музикологија. Има музикологија настава, нема катедра по музикологија. Еве, самата си етномузиколка. Гледаш што се случи со етномузикологијата. Ама да е железни опинци облеков јас, може да се случи фалба, да го восоставаме тој одсек етномузиколошкиот. Викаме на вако богатство од народно творештво, ние да немаме етномузикологија. Тоа беше борба беше тоа со професорите. Ние нема да го поселјачуваме факултетот наш. Не е селјачуваме тоа. Јас сум од А првата сега генерација. погледнете до кај стигнеме македонски сега. етномузиколози се Еве до сеќам. кај стигнеме сега. Сега стигнеме да немаме катедра по етномузикологија или нешто се случува. Не се бира така наставник. Јас не сакам да врегам, не, да врегам некој. Меѓутоа, се знае как се бира наставник. Јас да ви кажам дека 3 пати јас бев кандидат да конкурирав на факултетот наш, друг бев избран на факултетот. И тоа бев избран на рецензија заедно со Кирил Македонски. Кирил Македонски имаше 2 опери, мене ми избра на факултет, него не го избра. Тоа не зашто дека он помалку вредеше, напротив. Исклучителен човек беше Кирил Македонски. И така мислел колегата од Словенија. Така мислел, така е колегата од Белград. И јас добив на нивни рецензии, добив јас тоа да тук на дивен професор на факултетот. Значи, Сакам да ве прашам што создавате во моментов. Верувам дека оваа пандемија на сите ни ги сопремислите, имаме дисконтинуитет, тешко ни оди, но верувам дека сепак нешто работите. Се трудам, некој се трудам. Знаеш што авторот не е автор ако тој не работи, ако нема потреба да работи, ако нема потреба да се создава. Еве во тоа фејсбукот видов авторот како беше таму, вели како му е карактерот, дали сака да работи. Тоа се насоките од и не за работа, селекторките и јас ќе се обидам сега да ги спочитуваме и нив. Карактерот е таков како што е. Да. Меѓутоа автор ако не чувствува потреба да создава, да работи, тоа значи дека тој човек случајно се нашол во таа професија. Што се каже? Нема тоа. Јас еве новие години мои не се малку помина прво да работам нешто работа. И поред пандемијата смета, многу смета. Еве сега бев во селото, 3 месеца бев, ништо не работев. Јас едва издржав. Вика, добро, сега и не може да работам таму. Ние имаме малку по-специфична работа, кај не се тоа компонирањето. Тоа не е само прашање концентрација, не е само прашање идеја, не е само прашање инспирација, него тука и техничните средства се во прашање. Од јас одам пешки, велам, не работам на компјутер, јас работам на клавирот и тоа што си го замислам, кој ќе го чујам прво во главата, па преку клавирот си слушам инструментите и така работам, а поготово со смоливот кога ќе земам да си пишувам вака. Осекам како музиката ми тече низ крвот толку па да се ја напишам. Не викам дека тоа е совршено, но јас си го најав тука тој пат и да ви кажам, убаво ми е кога работам нешто, убаво ми е кога работам. Многу често во 7 смени. Вие почнавте од миниатурата, па дојдовте до најголемите форми. Да, тоа е многу важно во композицијата и во педагогията по композиција. Да. Тоа е најважните моменти. Дојдовте до опера и балет. Има ли нешто и кантата имате? Има ли нешто пограндиозно, нека желба да ви остана? Симфониски дела. Еве сега имаме едно дело кое трае 60 минути, тоа е еден симфониски циклус. Партитурата и штимат се во филхармонијата. Тоа го јас замислив како балет да биде, меѓутоа знаеш како е тоа, дали ќе балет или симфониска, во секој случај симфониска изведба, нели? Убавата музика велате во балетите, така што не пречи самостојно. Композиција, мислам дека јас сакам многу таа композиција, штета што не може да пуштаме фрагменти, ама тоа ми на мене е така, не ми предпоследно дело, последно дело ми е кантата Радовидение се вика. И таа кантата напишана по повод 1000 години на Радовиш, па што мислите. Радовиш, наша некаде во историите, некаде во некои нивни архиви, некаде по 1000 години и ме замолија да напишам кантата и јас се напишав кантата. И ќе беше ли можно се ова што се чуделе, што сте го сработиле на различни колосеци во животот, да немавте поддршка од родителите, а сега од вашето семејство? Секогаш.
сум имал поддршка. Секогаш. Секогаш сум имал поддршка. Не само поддршка, не беа и критичар. Еме, супругата беше критичар. Јас ќе напишам нешто, го свирам, да и тука во работната соба. Како и секоја супруга Она во седе во секој немата семејство. соба, сведе, и само ме слуша што правам. Абе, тоа ти личи, вика, на таа песна ти личи. На таа песна. И јас те кажам, се наоѓам, не верам нека што да правам сега. Личи, добро, ајде ка сменеме што ти личи, вика на тоа. Значи, и дури ќе приметеше на нешто ако не е во ред. Знаете како е? Во континуитет кој оде, или мелодија, хармонија, форма и така натаму, нели, инструментација, се тоа мора да биде добро смислено, нели? Треба тоа да биде и да на крај се да се така заокружи во една убава форма со јасен лајтмотив, кој таа форма тој мотив низ ќе се ќе присуствен низ цела таа композиција, независно колкава дали операта што е, дали балетот, дали ова композиција сега што е пак новиот балет, кантатата и така натаму. Сосема за крај, задоволни сте од ова што го постигнавте до сега? Она што сум го сработил, јас можев задоволен, што не е потрошен џабе животот. И сега уште се сеќавам на Мика Ренџев која вика, пишем за да поставам, така беше мише. Ако не пишем, јас не поставам. Некој тоа ми е кај него, дека се вака се гледаме често и не врежда во главата и навистина така, ако не пишеш, па не постоиш. Ако постоиш, па нешто работи. Така да јас навистина мислам дека доста сработив, значи дека не може уште се сработи, дај Боже здравје. Ако биде здравето, сега се напикам на нешто ново, истака нешто големо, и ако нема да се изведе, јак си да не е битно тоа. Не пишам јас за да пишам, да бидам сам задоволен, да бидам исполнет, да не само да потрошам времето, него да направам добра композиција. Колку може добра да биде, нели? Ако се слушне, тоа ще се само друго нешто.